Страв, вознамиреност, депресија, несоница, анксиозност проследена дури и со болести се почести симптоми кај младите, велат од Институтот за креативен развој, обука и психотерапија аспекти исток од Кочани и Виница. Не е ни чудно што пореметувањата се толку чести, бидејќи анксиозноста е болест на модерното време, вели психологот Радмила Манчевска и додава дека истите се јавуваат како резултат на притисоците, незадоволувањето на собствените потреби, а тоа е поврзано со пореметување на саморегулацијата на организмот. Карактеристично е што во последно време често имаме одредени панични пореметувања кај младите. Паничните напади се напади во кои што имаме силно изразен страв, имаме зголемена тахикардија, имаме зголемено дишење, значи едноставно се активираат сите биолошки функции во организмот, личноста се чувствува дека ја губи контролата над себе си и едноставно се чувствува дека нема помош, дека ќе се онесвести, дека не може ништо да направи на себе си и навистина не е тоа пријатно чувство. Во Институтот за креативен развој, обука и психотерапија аспекти исток, стручните лица, психолозите и психотерапевтите токму на темата стрес разговараат и даваат совети секојдневно. Психичката енергија не исчезнува. Луѓето се залажуваат со тоа што мислат дека ќе потиснам, јас тоа ќе го заборавам и ќе ми помине. Ништо не поминува. Психичката енергија се акумулира на тој начин што организмот ја акумулира во одредени внатрешни органи и процеси и зависно од наследната структура, зависно од начинот на реагирање, веќе имаме одредена манифестација кога веќе ќе помине границата на тоа потиснување или акумулација на таа енергија. Целта на центарот е зголемување на менталното здравје кај населението. Стручните лица организираат работилници за намалување на стресот и стресните реакции и последиците од него, како и воспоставување психичка рамнотежа. Работилници за управување и контрола на емоциите, едукативни работилници за потекнување на позитивните психички потенцијали кај младите, зголемување на самодовербата, свесноста и сигурноста во себе, самопочитувањето и чувството на личен успех.